Настапува една Сузан Милер, тоа е најефикасната ракометарка на Германија во претходните два надпревари. Меѓутоа, тргна надпреварот за нашиот состав. Душица и Елена Георгиевски се во бековската линија заедно со Десподовска. Мечевска е на пивотменската позиција, на левокрилната позиција со број 99 е Митрова, на десната со број 33 Ристовска, на голот со број 21 Ивана Зафирова. Еве го првиот погодок за нас, го постигнува Десподовска. Го бележиме првиот гол за нашата репрезентација. Се обиде брзо да возврати таму Штајнбах, меѓутоа добра прва интервенција на нашата голманка Ивана Зафировска, која што го почна надпреварот на голот. Шутираше Штајнбах, таа е заедно со Хаджинавичиус во бековската линија и со Сузан Милер. Грешат уште еднаш германките. Шанса за нашите репрезентативки да дојдат до 2:0, да видиме што е судено. Сепак остануваме во напад, затоа што требаше да се изведе прекршокот онаму каде што и беше направен. Инаку Елена Георгиевска не асистираше баш најпрецизно до нашата Ристовска, која што игра на десно крило. Значи да го забележиме оној гол предмалку на Десподовска, со кој што успеваме да поведеме. На голот на германската репрезентација е Волтеринг. Споменав нешто за неа на почетокот, таа е голманка на будушност, бранеше феноменално во полуфиналето токму против Вардар, против нашиот представник кој што е трета европска ракометна сила. Уште една пропуштена акција сега на германките. Од лево крило таму не успеа да се најде најдобро Гешке, не успеа да ја совлада Ивана Зафирова, која што добро го започна надпреварот. Има една одбрана и еве ги нашите ракометарки во напад за 2:0. Елена и Душица Георгиевски се повторно, значи истата седморка е во напад. Десподовска е единствената која што, подошно ракометарката која што го постигне единствениот гол досега. Душица Георгиевка се вкрстува таму со нашиот пикер Мечевски, има таму пробивање и германките имаат топката уште еднаш фрлаат контра, меѓутоа непрецизно. 3 двојки за цап фрли таму Сузан Милер, уште една непрецизна акција, многу нервозно нека го започнаа германките овој надпревар. 3-4 неискористени напади. Ние имаме исто така 2-3 напада, меѓутоа имаме водство, имаме гол што го постигна Десподовска и водиме со 1:0 со шанса да дојдеме до ново водство во оваа трета минута од надпреварот, од седмата квалификацијска група, ќе повторам, за пласман на Европското првенство ова година во Хрватска и во Унгарија. Многу мали ни се шансите да се пробиеме таму, затоа што загубивме два пати, доколку денеска бидеме совладани и теоретски ќе бидеме надвор од конкуренција. Некој од оваа група во која што се наоѓа уште селекцијата на Русија, два тима напредуваат, прогресираат, одат на Европскиот ракометен самит, каде што нас не нема уште од 2012 година. Десподовска сега убаво таму шутира Елена Георгиевска, меѓутоа Волтеринг прва интервенција не успев најдобро да забележам, имаше една интервенција и претходно мислам, меѓутоа ќе ја водиме оваа една затоа што не сум сигурен за тоа дали ја допре таа топка прва во оној напад. Остануваме во напад. Георгиевска, централниот бек, го предводи нападот на нашата репрезентација. Душица, па потоа Елена Георгиевска, која што настапува во будушност. Комбинираат двете сестри. Сега Елена Георгиевска, убаво таму проиграна на линијата од 6. Мечевска убаво успеа да обезбеди простор и еве ги нашите ракометарки во водство од 2:0. Неочекуван старт на надпреварот. Водиме со 2:0. Германките пропуштија неколку напади, не успеа да постигнат гол. Еднаш одбрана Ивана Зафировска. Убав, добар почеток, мотивирачки за нашите ракометарки. Еве ги германките во напад. Штајнбах е тука со број 15, Хаджинавичиус на централната бековска позиција. Десно е Сузан Милер, ракометарката која што е втора според бројот на головите во досегашните настапи во репрезентацијата. И еве сега уште една интервенција и трета поред. Прекрасно. Хаджинавичиус и Гешке шутира трета интервенција за Ивана Зафировска, за голманката на Кастриоти. Фантастичен влез во надпреварот за нашиот состав, за предсе за нашата голманка. Одиме по водство од 3:0. Георгиевска Елена.
Десподовска. Ново вкрстување таму со Елена Георгиевска, добива шанса сега. Десподовска влегува на линијата од 6, има само 9 метри, добро одбрана колективна таму на Ана Милер, која што игра во дефанзива. Уште еден нов обид за трет погодок. Десподовска добро украде таму топка Хаджиневичиус и токму таа оди сега во контранапад. Какво промашување! Неверојатно! 4 акции по ред, поточно досега во овие 5,5 минути, речиси 6 германките не успеваат да постигнат гол. Неверојатно! Од чиста зицер позиција сега не успеа да погоди 23 годишната Ким Хаджиневичиус од Баер Леверкузен, ракометарка со литванско потекло. 2-0 одиме по 3 гола позитива. Десподовска сега. 5-1 зона на германките. Мечевска доаѓа, се изненади дека дојде на оваа позиција, некако меѓутоа пропустливи во одбраната германките, успеа да обезбеди седмерец Мечевска и имаме шанса за 3:0. Прв седмерец за нашата репрезентација, да видиме кој го изведува. Десподовска. Шанса за незин втор гол денеска. Еден постиг други. Волтеринг брани, еве шанса уште еднаш. Десподовска од втор обид по на изворена интервенција на Клара Волтеринг. Незина втора интервенција. Водиме со 3:0. Не верувам дека малкумина очекува ваков почеток. 7 минута истекува, нашата репрезентација има водство од 3:0, без примен гол сме, 3 одбрани има нашата Ивана Зафировска на гол. Германките неколку чисти ситуации пропуштија, никако да постигнат гол. Ова ќе биде навистина раритетен случај, барем во надпреварите досега во оваа група. Сузан Милер се обиде да се конектира таму со Ана Милер, тоа е пикерот на германската репрезентација. Еве сега нов обид. Сузан Милер, одлично додавање до Ана Милер, одбрани Зафирова, меѓутоа ќе има 7 метри иза германската репрезентација. Прв обид на германките, еве шанса од 7 метри да го постигнат првиот гол во 8-та минута од надпреварот. Сузан Милер најефикасната досега во двата надпревари против Русија, постигна 9 гола. Одлична интервенција. Неверојатно. Каков голмански тран сега на Ивана Зафирова. Фантастично. Аплаузи на отворена сцена од 500 гледачи овде во спортско-рекреативниот центар Кале. Почнаа страшно мотивирано, без респект кон противникот. Имаат Ивана Зафирова на гол. Германките се уште не можат да постигнат гол. Не искористија и ниту удар од 7 метри преку најефикасната Сузан Милер и одиме по 4:0. Почеток на 9-та минута. Душица Георгиевска, Елена Георгиевска, Десподовска. 6:0 зона на германките сега се вратија. На почетокот одигра 5-1, не успеавме да ја разбиеме. Елена Георгиевска, Волтеринг е на голот. Трета незина интервенција. Голема дут на германците. Не успеваме да дојдеме до 4:0. Оди Сузан Милер во полу контранапад. Добро реагираше таму. Душица Георгиевска има само 9 метри. Не знам кога последен пат им се случило на германките да не постигнат гол во воведните. Еве веќе 9 минути истекуваат. Хаджиневичиус се повторно на централната бековска позиција. Сега Гешке се обидува да биде на стартот од оваа акција, вклучена и таа. Сузан Милер. Уште еднаш Милер излегува на неа Десподовска. Има фаул, значи не важи оваа интервенција на изворедната Зафирова на нашиот гол. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Сузан Милер шутираше, меѓутоа беше под фаул, 9 метри за германките. Штајнбак, па сега Хаджиневичиус. Уште еднаш Штајнбак, вкрстување. Сузан Милер имаше фаул, не, над голот. Почеток на 10-та минута, германките се уште без погодок. Имаме втора шанса за 4:0. Одличен почеток на избраничките на Ристо Магдинчев. Реков дека ќе мора да имаме трпение, ќе мора да го издржиме овој период кога сме аутсайдери, тотални. Меѓутоа, погледнете каков почеток. 10 минути водиме со 3:0, имаме одличен голман
на голот и да видиме ќе биде многу добро сега ако успееме да направиме и 4:0. Одлично Душица Георгиевска кон Мечевска, има 7 метри, одлична акција, играме течно, мотивирано, брзо. Успеваме да ја разбиеме зоната на германките 6:0. Сега имаат и исклучување гостинките со број 15 надвор од игра Ким Хаджинавичиус. 35-ти настап, поточно 33-ти настап за неа во репрезентативниот дрес на Германија. 46 гол има постигнато. Десподовска оди втор пат на линијата од 7 метри. Волтеринг одбрани во првиот обид, меѓутоа во вториот погоди. Десподовска е сигурна од вториот обид. Десподовска пред погодок за нашиот левбек и имаме 4:0 во 11-та минута. Изворедна серија на нашата репрезентација. Неверојатен старт на германките, меѓутоа ке мора со ваков ритм, со вакво темпо да останат во овој надпревар. Има измена на централната бековска позиција, прави данскиот тренер Хајне Јенсен на оди сега на таа централна бековска позиција. Ланг, ракометарката со број 5. Штајнбах останува на левата бековска позиција со Сузан Милер. Значи, Хајджинавициус ја напушти играта на централната бековска позиција. Сега Ланг ја презема таа улога. Сашка Ланг од Лајпциг, од екипата на германскиот прволигаш, меѓутоа добар блок таму. Одличен блок, неколку ракометарки. Десподовска, Елена и Душица Георгиевска добро блокираа таму. Добро се постави и Мечевска во одбраната. Германките во нов обид да го постигнат првиот гол. Сигра 12-та минута. Подигнати се рацете на судиите. Не успеа да ги представам нив. Тоа се пољаците Бартош Лешчински и Марчин Пјехота. Има, да видиме, тайм-аут за 37 годишниот стратег на германската репрезентација Хајне Јенсен по овие 12 минути без постигнат гол. Susan kommt lang, holt dann Laura, Saskia kommt raus. Anne geht rein und hat den Freiwurf, so dass du mit zurückkommst. Ja. Susan, wenn du selber kannst, dann natürlich, okay? Angie, mag den Einläufer da von drüben. Susan, die reicht auf Anne zu, okay? Wir haben nur einen da. Okay, Mali mit. Hey, hey! Und vorne, danach mehr Balltempo, mehr Bewegung und dann die Bälle nach oben werfen und hinten geduldig bleiben und tackling. Уште еден неуспешен напад на германките. 11,5 минути игра во спортско-рекреативниот центар Кале. Македонија води со 4:0, не Германија. Апсолутниот фаворит го губи овој воведен дел од надпреварот. Нашите ракометарки мотивирани, без респект кон противникот, игра добро, течно, квалитетно, прецизно, водат со 4:0. Еве шанса за уште поголема предност таму. Десподовска успеа да дојде до оваа топка, малку заглавивме во овој напад. Сега Душица Георгиевска, па сега шанса од крилната позиција и погодува Митрова, 5:0. Страшен почеток на нашата репрезентација. Изворен да успеа да ја пробие таму Волтерин, кој што има 3 интервенции. Германките има исклучена ракометарка, еве ги сега се враќаат и успеваат поточно се мачат едноставно да дојдат до погодок. Ања Милер е таму на линијата од 6. Па сега повторно се враќа во игра Најдзавичиус со Штајнбах и со Сузан Милер во бековското трио. Влезе кратко предмалку Ланг, не успеа. Да видиме, судено е веќе. Ке има жолт картон таму за Мечевска, едно од поискусните ракометарки во нашата репрезентација, заедно со Наташа
Сега Ѓорđević, да нема забуна Младеновска. И тука некаде завршува, тоа се девета ракометарки заедно со Илкова се разбира, која што исто така на клубата која што настапуваше во претходните состави. И еве и конечно во да истекот од 12-тата минута германките го постигнуваат првиот гол преку Сузан Милер. Тоа е, реков, најефикасната ракометарка во двата дуела против репрезентацијата на Русија и на двата и пред своја публика и нагости постигна 9, значи ова е 19-ти гол за неа во третиот надпревар. Прв за неа се разбира и за германската репрезентација по овие неверојатни 12 минути. Изворедно издание на нашата репрезентација, без примен гола со 5 постигнати. Десподолска сега Елена Георгиев се обиде да шутира долу под блокот, меѓутоа за малку непрецизна, не допрва топка Волтеринг отиде надвор од голот. Германките одат по намалување на предноста на 5-2. Останува истата бековска линија сега со Сузан Милер, со Наиджевичиус и со Штајнбак, со Ања Милер на линијата од 6, со Цап на десно крило. Уште еден пропуштен напад сега, да видиме шутираше таму Штајнбак, меѓутоа директот сојузник на извонредната Ивана Зафирова, која на почетокот успеа да одбрани 3 чисти удари од зицер позиција и секако дека е најзаслужен за ваквиот фуриозен резултатски почеток на нашата репрезентација. Почнува акцијата од Мечевска, па потоа Елена и Душица Георгиевски. Очигледно во играна варијанта, требаше да оди оваа топка до Митровска десно, меѓутоа до Ристовска, простете, меѓутоа не беше прецизна оваа топка од Елена Георгиевска, меѓутоа краде таму Митрова сега, оди во контранапад нашата репрезентација. Десподолска има Елена Георгиевска, оди на Штајнбак, Елена Георгиевска и погодува. Ево го првиот погодок на Елена Георгиевска. Водиме со 4 гола разлика повторно. Убаво се проби таму покрај Штајнбак, не реагираше ракометарката на Германија, лесно мина таму Елена Георгиевска и веќе имаме одлична предност од 6:1. Нова ракометарка со број 10, тоа е Ане Лорпер, имаше пробивање таму токму од неја и бара сега Елена Георгиевска во својата сестра Душица да оди бавно, мирно овој напад на нашата репрезентација. Половина од првото полувреме Македонија има предност од 6:1. Против фаворизираната Германија играме. Ристо Магдинчев бара тајм-аут во овој момент. Сега,